Вести во 9 ви благодарам за вниманието. Стревичната несреќа во Кочани минатата недела одзема 59 животи. Македонија изминативе 7 дена ги живееше најтешките денови. Сега продолжува борбата за повредените, чија бројка исто така е голема. Од денеска почнува и исплатата на итната и првична помош од 150.000 денари за секое семејство кое на кој било начин е зафатено со несреќата во Кочани. Од владата и понатаму со апел семејствата на оние кои се лекуваат надвор од државата да бидат контактирани владините тимови и дипломатско-конзуларните представништва за каква и да е потреба или трошок. Во меѓувреме, преку Солидарен фонд на Црвениот крст собрани се речиси 53 милиони денари или близу 850.000 евра. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција може да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Владата на Северна Македонија презеде итни мерки за да обезбеди целосна поддршка на сите погодени од оваа трагедија. Покрај оние кои се лекуваат во нашите болници, досега 116 пациенти се лекуваат во странски болници и ги придружуваат 188 членови на семејствата, а сите трошоци ги покрива државата. Државата ги покрива сите трошоци кои вклучуваат патување, сместување и нивните дневни потреби. Исто така, за секој погоден од оваа трагедија, Црвениот крст не информираше дека ќе им додели парични средства на семејствата од 150.000 денари, а распределбата ќе започне од утре, односно понеделник. Состојбата на 5 мина повредени кои се на лекување во странство се уште е критична. За останатите пациенти, Министерството за здравство направи пресек на состојбата. Министерот за здравство најави и посебни протоколи според кои ќе бидат третирани пациентите кои ќе бидат вратени на лекување во Македонија. Во, да речам така, критична состојба продолжуваат да бидат околу 5 пациенти. Нормално флуктуира состојбата на пациентите, генерално очекуваме и се надеваме 7 дене нула починати, нема ни еден од пациентите што ги испративме што има летален исход. Се надеваме така и да продолжи овие што се во критична состојба, нивната состојба да се подобрува во следните денови и да кажуваме само добри вести. 5 покритични, потешки пациенти се надвор од државата. Во кои центри? Па сега да не спомнам, истите, некаде нешто се подобрува, некаде се влошува состојбата, меѓутоа само неколку пациенти се, така да речем, покритични, кај што животот може да биде загрозен на пациенти. Се пациенти кои су на механичкој вентилација су животно угрожени, а могу бити и остали у зависности од лечење. Инфекција е една од компликација која се може, наравно и најчешće јавља код пациjenata sa опекотинским ранама, која може животно да угрози njih, а и многи други, да не набројам sada. Имам и добре вести, неколико пациjenata će biti verovatno moguće prevesti na odeljenje, jer njihova disajna funkcija se oporavlja uspešno, a opekotinske rane su takve da ne zahtevaju boravak u jedinici intenzivnog lečenja. Заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од трет степен, кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања до минимум 72 часа за пациентите кои што се враќаат во државата. Значи да бидат најавени од болниците, практично очекуваме среда или четврток првите пациенти да се враќаат. Бројките ви кажувам, секој ден добиваме се подобри вести од нашите пациенти кои што се лекуваат надвор, меѓутоа мора да кажам дека повторно да бидеме внимателни, бидејќи знаат состојбите и да флуктуираат кај некои пациенти, така да се надевам дека четврток, петок веќе ќе ги имаме првите пациенти кои што ќе бидат примени повторно на нашите клиники тука во Скопје. Владата апелира да се избегнува каква било политизација на случајот со цел истрагата да биде завршена професионално.
Студентите пак кои за денеска имаа закажано протест пред платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи го откажаа поради сомнеж дека некој се обидува да ги исполитизира, откако на социјалните мрежи беше објавено видео за кое смета дека ја компрометира нивната иницијатива. Денеска во Скопје пак ќе се одржи протестен марш на иницијативата кој е следен, која соопшти дека нивната иницијатива нема никаква врска со снимката на социјалните мрежи, ниту пак се вклучени во какви било разговори за формирање на нови студентски организации. Јавно ги осудија сите обиди за партизација на граѓанската иницијатива. Протестниот марш денеска ќе започне во 18 часот и 59 минути на плоштадот Македонија. Судењето за убиствата на Вања и Панче продолжува денеска во Основен кривичен суд Скопје. На изминатото рочиште беше сослужан Велибор Манев, еден од обвинетите. Тој рече дека заграбнувањата ги координирал Љупчо Палевски Палчо и дека сметало и требало да се извршат само грабнувања и се изненадил кога Палчо ги застрел Вања и Панче. Манев беше испитуван од Љупчо Палевски и неговата одбрана, при што му беа поставени повеќе прашања во однос на временските рамки за извршување на активностите, при што посочија на неколку искази на Манев, според кои настаните не се опишани идентично. Одговорот на Манев за причината за ова беше дека тоа е поради состојбата во која ги давал изјавите во тие моменти. Манев потенцираше дека сметале оти треба да грабнат жена од 38 до 40 години и дека се обиделе да го предомислат Палевски откако виделе дека грабнале дете. Воедно кажа дека за грабнувањето и биле ветени по 150.000 евра. Тој тврдеше дека таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, не е вмешан во случајот. Манев посочи и дека бил изложен на тортура при неговите распити, за што рече дека има и докази. Според најавеното, по сослушувањето на Манев, кое е предвидено да заврши денеска, со прашања од судот треба да сведочат Боре Видоевски, Владко Кешишев, Александар Ѓорчевски и на крајот Љупчо Палевски. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе посети општина Радовиш, каде ќе присуствува на реконструкција и пренамена на стоковната куќа во современ мултифункционален центар и музеј во општина Радовиш. Објектот кој 30 на години беше запуштен и занемарен нем сведок на транзицијата, сега повторно ќе биде ставен во функција. Вкупната сума за реализација на проектот на пренамена на стоковната куќа во Радовиш изнесува 223.775.612 денари, информираат од владата. Минуваме и на вестите од свет.